Младите луѓе често пати немаат можност да дискутираат за контроверзни прашања на училиште, бидејќи истите представуваат преголеми предизвици за предавање. Например, прашања од типот екстремизам, родово насилство, злоупотреба на деца или сексуална ориентација. Последните истражувања покажуваат силни авторитарни тенденции кај младите, каде 87% сакаат лидер со цврста рака, додека 86,1% немале можност да дискутираат тековни општествени процеси во образованието. Од тука си го поставуваме прашањето: колку нашиот образовен систем овозможува вклучување и дискутирање на контроверзни прашања во училница? Контроверзна тема во училница е тема која при нејзина обработка секогаш буди силни чувства и емоции. Историјата како наука нуди голем број на историски настани и процеси кои што може да се протолкуваат како контроверзни теми. Учениците сакат да изучуваат најчесто околу личностите, дали некој е херој или терорист, околу државните уредувања, дали е подобро национална држава или кралство, околу терористички чинови како чинови на патриотизмот, така да има доста теми интересни кои што се обработуваат на часовите по историја како контроверзни и чувствителни теми и прашања. Во нашите образовни програми опфатени се контроверзните теми. Меѓутоа, пожелно и потребно е повеќе да бидат присутни. Не само тоа, туку и наставниците треба повеќе да бидат потикнувани, соодветно обучувани, се повеќе да применуваат контроверзни прашања на часовите. Бидејќи неспорно е дека се бројни позитивните придобивки од овие часови за самите ученици. Еден од најголемите предизвици со кои се соочувам додека предавам контроверзни теми е како да се заштити чувствителноста на учениците која што се појавува на ваквите часови. Имаме различни вредности, мислења, ставови кои често пати се содруваат, се спротиставуваат и не е секогаш така лесно да се искаже личниот став. Ние наставниците треба да направиме училиштето, училницата да е едно безбедно и сигурно место за секој да може да си го искаже својот став. Најопшто прифатена дефиниција која ние ја користиме за контроверзни теми е прашања кои што предизвикуваат силни чувства и доведуваат до поделени мислења во заедниците и општеството. Прашањата може да варираат од локални до национални. Например, градење на црква или џамија, поделба помеѓу заедниците, дигитализација на учебници, истополови бракови и така натаму. Од тука истраживме какви се ефекти може да има доколку контроверзните прашања се опфатат со вистински пристап и на вистински начин. Значи, деца, денешната контроверзна тема ние дали сте за или против воведување дигитални учебници, но сепак самиот збор контроверзна тема. Што представува за вас контроверзна тема? Што е тоа контроверзност? Реакциите на учениците се најразлични, во зависност од чувствителноста и актуелноста на темата, нивната возраст, зрелост, како и средината во која што растат. Тоа значи дека некои реагираат спонтано и говорат отворено, други пак реагираат импулсивно, полни се со жар, со многу емоции, но секако постојат и ученици кои што се тивки слушатели и срамежливи наблюдувачи. Затоа е потребно учениците да сватат дека се работи за едно мултиперспективно поучување, при кое што се креира безбедна средина, каде што може да искажуваат спротивставени, но рационални ставови и мислења. Моето искуство покажува дека придобивките се повеќекратни за учениците. Тие стекнуваат и развиваат многу вештини, компетенции и вредности, почнувајќи од јазично-комуникативни вештини, па се до компетенции за демократска култура. Значи, учениците се стекнуваат со една способност за аналитичко разбирање и критичка свесност за себе си и за општеството. Тоа понатаму ќе им помогне отворено да дискутираат на теми модерни и секако релевантни за нивниот живот. Развојот на вештините за дискусија на учениците, особено поврзани со чувствителни контроверзни прашања, е идентификуван како важна компетентност на наставникот во алатката на Советот на Европа за компетенции на наставникот за образование за човекови права. Од друга страна, предавањето на контроверзни прашања игра важна улога во подготовката на младите граѓани за учество во општеството.
затоа што им помага да научат како да се вклучат во демократски диалог со оние чии ставови се разликуваат од нивните. Затоа, треба да дискутираме, а не избегнуваме.